Почитувани добро вечер. Во Став вечерва гостуваат магистер Елена Марковска, наставник по англиски јазик и просветен работник на годината, и магистер Милица Тимчевска, наставник по англиски јазик и кариерен советник. Господја Марковска, добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата за гостувањето. Добро вечер и благодарам и вам за поканата. За почеток, што за вас значи признанието добиено од Сдруженијето на просветни работници? Ова признание за мене представува огромна чест. Пред се затоа што доаѓа од мојата фела, од Сдруженијето на просветни работници и просветните работници во овој град, и тоа сакав да кажам и од мојот град во кој што работам и живеам еве. Така што навистина сум почестена и многу се радував, многу бев среќна, затоа што тоа значи едно препознавање на сиот оној труд и се што сум вложила во текот на досегашната кариера. Завршува учебната година. Кои успеси на учениците и наставниците особено ја одбележа оваа учебна година? Оваа учебна година за нашата гимназија беше навистина многу значајна, бидејќи ја одбележавме 80 годишнината од постоењето на нашето училиште. Институција која што 8 децении е еден од столбовите на образованието во Куманово, па и пошироко. Годината ја обележа бројни успеси на нашите ученици, како на општинско, така и на регионално и на државно, па можам да кажам и на меѓународно ниво. Ќе спомнеме дел од наградите. Само првин да кажам дека особено сме горди што нашите ученици не покажаа само знаење, туку покажаа многу креативност, покажаа критичко размислување, тимска работа и општествена одговорност, така што како комплетни личности овие гимназијалци навистина не направија многу горди. Од друга страна, наставниците пак со нивната менторска работа и активно учество во овие проекти уште еднаш покажа дека квалитетното образование зависи од професионален и од мотивиран наставен кадар. Само дел од наградите во оваа многу плодна учебна година се да кажеме дека имаме ученик кој што на регионален надпревар по македонски јазик и литература се пласираше на државен надпревар. Надпреварот ќе биде сега во јуни. Потоа на државен надпревар по математика имаме прва награда и ученици со трета награда. На државен надпревар по англиски исто прво место во државата и ученици со втора и трета награда. Ученици кои што се пласираа за учество на меѓународната олимпијада по англиски јазик ХИПО во Италија. Имаме ученик кој што на државниот надпревар по германски јазик зеде прво место, на регионалната олимпијада по француски прво место, италијански имаме тука второ, трето место. По хемија имаше државен надпревар ноември месец на науката, каде што имавме ученички тимови со прва, втора, трета награда. Биологија имавме на државен надпревар втора и трета награда. Физика, особено сме горди да истакнеме дека ученикот Андре Доневски се пласираше за учество на светската олимпијада, која ќе се одржи во Колумбија летово. Да ја истакнеме и нашата ученичка заедница, односно ученичкиот парламент, кои што победија на надпреварот за најгласни на државно ниво. Имавме ученици кои што се надпреваруваа на градежен факултет на конкурсот Градиме иднина и освен што земаа прва и втора награда се стекнаа и со стипендии за овој факултет. Спортот да не го изоставиме. Во ракомет, во кошарка, во атлетика имаме први и втори места. Тука се и економските предмети, надпревар за ученички компании. Имавме добар пласман на државен надпревар, ученичка на регионален надпревар по економска олимпијада, која што го освои првото место. Нашата Илина Арсовска, која што зеде бронзен медал на македонската економска олимпијада. Навистина имаме многу достигнувања. Хакатонот на ФЕИТ за телекомуникации, каде што имавме тим што зеде трето место во севкупен пласман. Исто така сме и хумани многу на надпреварот, општинскиот надпревар по прва помош зедовме прво место. Да ги истакнам учениците кои што се надпреваруваа на онлайн надпреварот за средношколец милионер. Тоа е тимот локални херои кои што се стекнаа со пласман меѓу најдобрите 20 бизнис идеи во Македонија. Да не го заборавиме Upshift надпреварот, каде што нашите два тима во Сараево феноменално се представија, тимот EcoFlame и Step Up. И
Иако тоа беше на крајот, да кажам, но сепак е почетокот на оваа учебна година, Петра Томовска, која што ја представуваше нашата држава во Соединетите Американски држави на светскиот шампионат на Microsoft Office Specialists. Освен учениците, ги спомнав и на наставниците, значи да истакнеме дека имаме дури 3 просветни работника во нашиот колектив. Тоа се колешките Валентина Крамфиловиќ и Јасмина Денковска и Еве од Скора и јас. Така што долга е листата, има што да се покаже, имавме и многу активности оваа година поврзани со самиот јубилеј, имавме многу културни настани, многу промоции, ученички проекти, соработки со институции, со поранешни ученици, што сето ова само ја потврдува улогата на гимназијата како едно место каде што се создаваат знаења, вредности и идни професионалци. Сите овие награди и признанија всушност се доказ за посветеноста, успешноста и квалитетот на вашите ученици. Да, навистина е така. Нашите ученици секогаш активно и несебично се даваат во подготовките на сите овие активности. Еве да го земеме за пример драмскиот клуб при нашата гимназија, кој оваа година прослави 15 години јубилеј. Тоа е под менторство на наставничката по македонски јазик Сонја Тодоровска и тие подготвија една феноменална представа Крв не е вода, која беше премиерно прикажана за нашиот јубилеј, но имаше и своји репризни изданија и за пошироката публика и постигна навистина голем успех. Освен тоа, мора да истакнеме дека нашето училиште е активно вклучено и во многу програми со размени. Еве да не го заборавиме тука и Рајко Schools или Super Schools програмата, проектот. А секако имаме и многу Еразмус проекти во рамки на училиштето. Дел од нив се виртуелни преку програмата Edwinning, а дел се и со физичко присуство. Во текот на јуни се уписите во прва година. Колку паралелки и ученици се предвидени за упис во прва година и дали годинава очекувате поголем број пријавени ученици во однос на оваа веќе измината учебна година? Така. За ова учебна година, според конкурсот за запишување ученици во нашата гимназија се предвидени 6 паралелки или 204 ученици вкупно за запишување. Очекуваме интересот да биде голем, бидејќи гимназијата традиционално е еден од најчестите избори на учениците кои сакаат квалитетно општо образование и добра подготовка за понатамошно студирање. Во споредба со изминатата година очекуваме стабилен, па да кажам и зголемен број на ученици, особено поради јасната препознатливост на нашата гимназија, резултатите кои што туку ви ги споделив и новите можности кои што истовремено ги отвора овој нов концепт за кој што малку подоцна ќе разговараме. Така, дали има новини во условите и критериумите за запишување, постапката за запишување? Па никои поголеми новини нема. Условите и постапката се реализираат согласно конкурсот. Учениците треба да исполнуваат одредени критериуми, верувам дека ги знаат, ама не е лошо пак да се повтори. Значи, критериумите за запишување на учениците во прва година се среден успех на ученикот од 6 до 9 оделение, среден успех постигнат по 4 предмети, тоа се мајчин јазик, англиски јазик и 2 предмети од значење за самиот сектор. Дали имаат дипломи за освоено прво, второ или трето место на меѓународни надпревари или пак прво место на државен надпревар, и средна вредност од поени добиени за поведение од 6 до 9 оделение. Инаку, пријавувањето на учениците, тие веќе го знаат, пак ќе кажам, не е лошо да се повтори, се врши електронски преку порталот услуги.gov.mk со посебна најава за ученици преку нивните собствени сметки на schools.mk. Првото електронско пријавување ќе трае од 12 до 15 јуни, а доставувањето на потребната документација до училиштата е на 16 и 17 јуни. Доколку се уште има заинтересирани во вториот рок, тој ќе биде на 23 јуни. Кои беа досега најбараните насоки или програми во гимназијата Гоце Делчев? Па не знам колку е благодарно да се истакне едно или друго. Во принцип барани се сите. Најголем интерес традиционално за оние области поврзани со природно-математичките науки, со информатиката, со јазиците, обштествените науки,
Значи, зависно од интересите имаме дури за хуманистичките дисциплини, спорт и така натаму. Предноста на нашата гимназија е што не ги ограничува учениците рано, имаат доволно време да стекнат темелно образование, да ги откријат своите интереси и согласно на тоа да се насочат кон областа во која најмногу се пронаоѓаат. Многу е важно воведувањето на кариерното советување, затоа што учениците имаат прилика уште од почетокот на своето образование, понатаму во текот на целокупното средно образование да се советуваат, за да можат да ја најдат својата соодветна цел и понатамошна улога. Какви активности презема училиштето за информирање на идните средношколци и нивните родители? Па преземаме најразновидни активности, значи секоја година се организира отворен ден. Оваа година дури имавме отворени денови, значи во множина повеќе, каде што имавме презентации, средби со ученици од 9-то одделение, имавме и посети на нивните основни училишта, имаме и индивидуални разговори со заинтересирани родители и ученици, значи секој што е заинтересиран има можност да дојде и да се информира во нашето училиште. Редовно имаме објави на нашата веб страница и на страниците на социјалните мрежи, како и информативни видеа на нашиот YouTube канал, така што сите што се заинтересирани ги повикувам да побараат таму малку повеќе информации, верувам дека ќе најдат се што ги интересира. А доколку не, тука сме да се обратат кај нас во училиштето. Што би им порачале на учениците кои можеби се уште се двоумат во изборот на своето идно средно образование? Па би им препорачала и порачала да изберат училиште кое што ќе со сигурност ќе им даде знаење и ќе им даде ширина. Ќе им даде една сигурност, една поддршка, да кажам, и можност да се развиваат како личности. Гимназијата била од секогаш и ќе биде вистински избор за ученици кои сакаат тоа пошироко образование да го стекнат, се уште се размислуваат за различни професии и сакаат да имаат отворени можности за факултетот, идниот факултет за нивната идна кариера. Сакам да истакнам дека гимназија Гоце Делчев не е само училиште во кое што совопарно се учат само предмети, туку средина во која што покрај тоа учениците се учат и да размислуваат, се учат да поставуваат прашања, да дискутираат, да се изразуваат и со тоа да веруваат во себе и да се комплетираат како целосни личности и идни насочени професионалци. Кои се најголемите предности што гимназијата Гоце Делчев им ги нуди на идните ученици? Најголемите предности кои што би ги издвоила се секако долгата традиција на училиштето, квалитетниот наставен кадар, современиот пристап во наставата и богатите можности за личен и за академски развој. Нашата гимназија нуди стабилна образовна основа и поддржува талентирани ученици, поттикнува критичко размислување и гради вредности како одговорност, трудолюбивост, соработка, почит, така што учениците имаат можност да соработуваат во тимови, но и индивидуално да учествуваат во разни надпревари, во проекти, културни, спортски, хуманитарни активности, како и во активности поврзани со дигитални вештини, со европски вредности, граѓанско образование, што сето ова ја прави гимназијата средина во која ученикот не само учи, туку и се развива, како што кажа веќе, како целосна личност. Честопати знаеме да наидеме на прашањето дали гимназијата добро подготвува за факултет подобро од другите. Да, дефинитивно, затоа што факултетот бара повеќе од помнење факти. Студентот таму треба да знае, да анализира, да истражува, да пишува, да самостојно да учи, а новиот концепт, гимназиски, токму тоа го потенцира. Тоа се темелни академски знаења, но истовремено и вештини, ставови и вредности кои ги им овозможуваат на учениците да се формираат како самостојни личности. Посебно корисно е тоа што учениците со новиот концепт имаат можност продлабочено да изучуваат одредени предмети, што подоцна им помага полесно да се насочат кон идната област на студирање. И второто прашање е, кое најчесто го добиваме, дали гимназијата подобро подготвува за пазарот на трудот? И тука целосно се согласувам, одговорот е да. Зошто? Затоа што пазарот на трудот денес бара луѓе кои знаат да комуницираат, знаат да решаваат проблеми, да користат дигитални алатки, да се прилагодуваат, да учат постојано. Гимназијата го поврзува
средното образование со компетенции за самостоен живот, за подготовка за овој пазар на труд и доживотно учење. Затоа најголемата вредност во овој нов концепт е токму тоа што ученикот станува пофлексибилен, станува многу посамостоен, многу поспособен да се снајде во различни академски и работни ситуации. Ќе завршам само со оваа реченица. Сметам дека со овој нов концепт ја поместуваме гимназијата од моделот учи, повтори, доби оценка, кон една нова гимназија, еден нов модел, разбери, примени, истражи и аргументирај. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Како што најавив на почетокот на емисијата, во продолжение разговарам со магистер Милица Тимчевска, наставник по англиски јазик и кариерен советник во гимназијата Гоце Делчев. Господја Тимчевска, добро вечер за вас. Добро вечер. Благодарам за поканата. Што подразбира новиот концепт на гимназиско образование? Кои се најголемите разлики во однос на досегашниот модел на настава и какви придобивки ќе имаат учениците од новиот концепт? Согласно новиот концепт, најголемата новина е што учениците повеќе нема да имаат образовни подрачја, туку во првите 2 години од гимназиското образование сите ќе изучуваат исти предмети. Ние на нашата веб страна и на социјалните мрежи, колку што сум запознаена и на вашата телевизија, веќе објавивме навремено информации за тоа кои предмети ќе бидат застапени во кои години. Можам да издвојам дека во сите 4 години како редовни предмети ќе се изучуваат македонски јазик и литература, математика, англиски јазик и втор странски јазик и спорт. Дополнителна новина е што историја како предмет се изучува 3 години како задолжителен предмет и информатиката е воведена и во втората година како задолжителен предмет. Од трета година, значи во трета и во четврта година, учениците ќе имаат можност да избираат едногодишни и 2-годишни изборни предмети. Значи постојат 2 блока на едногодишни изборни предмети за трета година и уште 2 блока едногодишни изборни предмети за четврта година. И исто така постојат 3 блока на изборни предмети кои што ќе ги изучуваат во трета и во четврта година. Сето тоа ќе го прават согласно своите интереси, потенцијали и силни страни кои ќе кариерното советување, што ќе биде застапено уште од самиот почеток на нивното образование, ќе им помогне да ги согледаат и да ги насочат во соодветна или да речеме во некоја оптимална насока за секој од нив. Ме прашавте за придобивките. Генерално би ги сумирала придобивките како фокус на индивидуализација во наставата во гимназиското образование, со што учениците се ставаат на позиција на активни чинители и креатори на сопствената образовна патека преку самата можност за избирање на изборни предмети, имаат голема плејада од предмети кои им се на располагање за избирање, имаат на располагање интердисциплинарни содржини и можност за следење на сопствените образовни интереси. Со самото тоа се оди на развој на компетенции, како што спомна претходно колешката, а не на акумулација на факти. Дали согласно новиот концепт на гимназиско образование остануваат и билингвалните паралелки во гимназијата Гоце Делчев? Да, апсолутно. Билингвалните паралелки остануваат во рамките на нашата гимназија. Ние веќе имаме долгогодишна традиција со француската билингвална паралелка. Од пред 5 години функционира и српската билингвална паралелка, а од минатата учебна година ја имаме англиската билингвална паралелка. Дополнителните предности за упис во овие паралелки се што учениците се здобиваат со дополнителни јазични вештини и компетенции, што им го олеснуваат уписот на факултетите не само во франкофонските држави, туку и во регионот и во Европа и пошироко. Каква е улогата на кариерниот советник во гимназијата? Уште на почетокот да потенцирам дека улогата на кариерниот советник во ниту еден случај не е да нуди готови решенија и директни одговори. Туку неговата улога е да му помогне на ученикот да создаде услови да донесе информирана, реална и самостојна одлука за продолжување на кариерната патека. На почетокот на работата со учениците се насочуваме кон активности за самоспознавање, со цел учениците да стекнат
свесност за сопствените интереси, потенцијали и вредности, за да поставиме солидна основа за носење на информирани одлуки. Исто така работиме на развивање и унапредување на кариерните компетенции на учениците. Тука пред се мислам на вештините за носење одлуки, поставување цели и истражување на професиите. Ги учиме учениците како да истражуваат преку посочување на релевантни, проверени извори на информации за факултети и студиски програми, но што е поважно, ги учиме како критички да пристапат и аналитички кон информациите кои што ги добиваат, за да можат да донесат информирана одлука. Во понапредните фази работиме на подготовка на учениците за изготвување на CV, мотивацијско писмо и интервјуа. Исто така, како кариерни советници, имаме улога да соработуваме со стручната служба, со родителите и да воспоставуваме контакти со организации, институции и професионалци од различни области. Какви конкретни активности се организираат за кариерно насочување? Во изминатава учебна година, во нашата гимназија во најголем дел организиравме групни активности за кариерен развој, каде што со учениците работевме на фазите кои што претходно ги споменав. Исто така вршиме тестирања преку примена на стандардизирани тестови за утврдување на способностите и вредностите на учениците и употребуваме кариерни алатки, како што се прашалници, со цел да им помогнеме на учениците, а и на самите себе си да добиеме појасна слика за тоа каде стојат учениците на скалата на вредности и потенцијали. Дополнително организираме средби со професионалци од различни области, за да можат учениците да добијат директен увид во можностите, предизвиците за одредена професија. Ги информираме учениците, ги водиме на сајми за кариера, организираме сајми на кариера, посети на високообразовни установи и факултети, организираме презентации во училиштето од високообразовните установи, институциите од областа на неформалното образование, ги информираме учениците за отворени денови на факултетите. Гледаме и особено внимаваме пристапот кој што го имаме да е континуиран и систематски, да не биде насочен само на една активност, со цел на учениците да можеме да им пружиме долгорочна и издржана поддршка. Кои се најчестите дилеми со кои што се соочуваат учениците при планирањето на кариерата? Едно од почестите дилеми е дали да се избере, да речеме, нешто што ајде да се изразам послободно, навистина им лежи, или нешто што има перспектива. Тука е често дилемата. Следна дилема е можеби недоволно јасната или следниот проблем е недоволно јасната слика за самите себе си и вредностите кои што учениците ги имаат. Неретко секој се познава себе си доволно или е свесен за своите потенцијали, така што преку кариерното советување им помагаме на учениците во таа насока. Понатаму, доста честа дилема која што особено ја видовме сега при работата со учениците во 4-та година беше изборот на факултет или, уште поизразено, доколку е изберен факултетот, избор на студиска програма во рамките на тој факултет. Следната дилема се, да речеме, влијанието од околината. Кога велам околината, тука пред се мислам на родителите, врсниците, па и пошироката околина, затоа што неретко учениците се наоѓаат под притисок да изберат одредена професија, а да не се чувствуваат сосема свој на своето, или да речеме да не е тоа професија која што е во корелација со нивните силни страни и потенцијали. И да не заборавам неизвестноста на пазарот на трудот, особено современите тенденции сега и брзите промени што се случуваат, ги доведуваат често учениците во дилема кои професии ќе останат, кои професии ќе исчезнат, какво влијание врз професиите ќе извршат технологијата и вештачката интелигенција. Дали кариерниот советник работи и со родителите во процесот на професионална ориентација? Да, секако. Соработката со родителите во рамките на целокупниот процес на кариерно насочување на учениците ни е исклучително важна, затоа што таа врска помеѓу училиштето и родителите во секој случај треба да е тимска и поддржувачка.
Нашите активности во таа насока се движат во информирање на родителите, еве како сега и пред почетокот или на почетокот на учебната година или пред запишувањето на основците во гимназија, за можностите кои што ги нуди нашето училиште, образовните можности по завршување на гимназиското образование. Родителите исто така ни се добредојдени на сите активности кои што ги спроведуваме, дали се тоа работилници, дали се информативни посети од страна на високообразовни институции, компании или не знам представници на одредени образовни профили. Може доколку во работата, дали групната работа или индивидуалната работа со учениците, советникот доколку утврди потреба од разговор со родител, да иницира таква средба, меѓутоа тоа не е задолжително и не е автоматски, велам само доколку за тоа се утврди потреба. Средбите со родителите може да ги иницираат и самите родители доколку за тоа имаат потреба, и да не заборавам тука да кажам дека се случува во работата, особено во индивидуалната работа со учениците, да утврдиме дека предизвиците или транзицискиот период во кој се наоѓа ученикот не се секогаш поврзани исклучиво со кариерните предизвици, туку доколку утврдиме елементи од емоционална, социјална или развојна природа, тогаш првенствено се обраќаме во стручната служба во нашето училиште, училишниот психолог, за да можеме на ученикот да му пружиме сестрана издржана поддршка. Како гимназијата се справува со предизвиците на дигиталната ера и вештачката интелигенција во образованието? Сега сметам дека гимназијата многу убаво и успешно се прилагодува на предизвиците на дигиталната ера, затоа што ние континуирано ја развиваме дигиталната писменост кај нашите ученици, а и кај нас наставниците, кај наставниот кадар. Под тоа подразбираме не само техничко користење на алатки, туку и критичко разработување на дигиталните содржини, потекнување на медиумската писменост, како и безбедното и етичкото користење на интернет. Наставата ни е доста интерактивна и современа, користиме голем број на алатки, современи дигитални алатки во наставата, алатки базирани на вештачката интелигенција, се со цел да се поттикне и да се истакне дека алатките се, да речеме, техничка поддршка која што ни помага да се развијат критичкото и аналитичкото размислување кај учениците. Особено ни е важно да ги обучиме нашите ученици да препознаат неточни или, да речеме, информации генерирани од вештачката интелигенција. И исто така ја промовираме идејата дека идните професии се комбинација како од дигитални компетенции, така и од човечки вештини, за кои веќе зборуваше колешката Елена, да не се повторувам. Особено внимание обрнуваме на тоа да ги развиваме и негуваме способностите за креативност, критичко размислување, аналитичко размислување, самостојно носење на заклучоци, така што тоа е тоа. Каква е вашата визија за развојот на гимназиското образование во наредните години? Индивидуализираниот пристап во наставата, континуираното развивање на клучните вештини за потребите на современиот пазар на труд и зајакнатата улога на кариерното советување се потврда дека гимназиското образование држи чекор со потребите на модерното доба. Но да не ги заборавиме и неопходните предуслови за одржување на оваа визија. Неопходни се континуирани професионални обуки на наставниците, континуирано и соодветно одржување на дигиталната и образовната инфраструктура и секако системска поддршка на училиштата во примената на новите пристапи. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам и јас вам. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.